Добродојдовте на Сигнал МК. Го гледате најновото интервју во кратки црти. Во ова интервју разговараме за македонската култура и културно наследство. На оваа тема во кратки црти со професор доктор Велика Серафимовска Стојкова, етномузиколог и кандидат за пратеник во првата изборна единица. Велика, добродојдовте на Сигнал МК. Ви благодарам на вас, ви благодарам пред се за поканата и за можноста да се представам и да представиме дел од програмата Обнова за Македонија. За почеток, прашање кое што верувам често ви е поставувано. Што значи да се биде етномузиколог? Да, често поставувано прашање, бидејќи кај нас таа струка не е многу експонирана, не е многу видлива. За мене тоа е најубавата работа што можев да ја одберам во животот, затоа јас многу често велам дека знаете како кога уживате во работата, тоа веќе не е работа, тука е дел од животот, така и етномузикологијата стана дел од мојот живот. Што поточно представува тоа? Тоа представува проучување, истражување, промоција на традиционалната музика. Со тоа што етномузикологијата во изминативе 20 и некусур години во светот доби една комплетно нова перспектива, нов контекст. Значи не се однесува само на народна традиционална фолклорна музика, туку се однесува на сите видови традиционални музички и танцови форми, што значи дека и современите некои аспекти на израз на младите, значи може да се третираат исто така како еден дел од етномузикологијата, односно она што јас најмногу сакам да го кажам на музичката антропологија, бидејќи ние преку музиката не истражуваме само музиката како форма, како уметност, туку го истражуваме и човекот и неговиот начин на мислење. И како имате вие предонесено со вашето знаење во нашето општество? Па, со оглед на тоа дека целиот свој работен век до сега го имам посветена на промоција и истражување на македонскиот музички фолклор, сметам дека давам колку што можам, давам доста од себе. Она на кој што сум посебно горда е мојата работа во изминативе 7-8 години, кога станав и официјален и единствен во Македонија УНЕСКО обучувач, фасилитейтер за нематеријално културно наследство. Значи, музиката, традиционалната музика е дел од нематеријалното културно наследство на еден народ. Така влегов во таа приказна и добив многу поголема перспектива, особено со неколкуте обуки спроведени од УНЕСКО. И сега работам не само на традиционална музика, туку на се она што значи нематеријално културно наследство. Малку да го дообјаснам тој термин, бидејќи исто така не е доволно познат во Македонија. Значи, нематеријално се однесува на се она што не е опипливо, односно на се она што треба да поседува одредени способности, знаење за да се пренесе. Со оглед на тоа дека се пренесува по усмен пат, значи традиционално, односно нематеријално културно наследство почнува од песната, музиката, обредите, обичаите, фестивалите, карневалите, се до традиционалната медицина, поврзаноста на човекот со природата, еколошки моменти, занаети, традиционална храна, традиционален начин на производство на храна, на одгледување на одредени култури, значи сето тоа е нематеријално. Кажете ми, како сте ангажирана во УНЕСКО? Во УНЕСКО се, освен тоа што сум официјален фасилитейтер, значи содржање на обуки не само во Македонија, туку и во поширокиот регион. Директно бев инволвирана и во впишувањето на 5 нематеријални културни добра од Република Македонија. Тој процес траеше од 2013 до 2017 година. Ние практично за 5 години успеавме да впишеме 5 нематеријални културни добра, што за нима се случано од впишувањето на Охрид во листата на светско културно наследство. Тоа е друга листа, меѓутоа УНЕСКО. Значи, Македонија од 1980, откако го впиша Охрид, следното впишување нешто во УНЕСКО беше 2013 година, кога се впиша, 2014 година, кога се впиша обичајот 40 од Штип на листата на репрезентативни. Значи, вие имате придонес во заштита на 5 културни. Да, на светско ниво. На светско ниво. Да. Значи тоа беше според мене една од најубавите работи во животот што ги доживеав. Навистина беше, не е тоа едноставен процес, тоа трае неколку години. Тој процес на подготовка на досието, пишување, понатаму поминува низ неколку филтри во УНЕСКО, значи не е воопшто едноставен процесот, но верувајте кога пред 900 и кусур делегати од цел свет ќе се обратите во УНЕСКО во името на својата држава, Република Македонија, тоа никако вака ви го кронисува
целиот пат во животот, бидејќи знаете дека настапувате во името на својата држава и она што за мене беше најважно во името на мојот народ. Бидејќи јас зборував од името на македонците за Македонија и го бранев, значи со цело срце го браневме, ги браневме и копачката, и гласоичкото пеење, и Четрсе, и Хедрлес Ѓурѓевден, и Мартинките кои што се впишани, значи тоа чувство кога ќе стигнете својата држава, својот народ да го представувате, и најголемата награда што може да ви се случи во животот. И верувам бевте успешна во вашите заложби. Да, значи бевме успешни, да, сите се впишани, 5 се впишани на листата на репрезентативната листа на нематеријално културно наследство и едно е на листа на загрозени, значи за ургентна заштита, тоа е гласоичкото пеење во Тетовско, бидејќи тоа навистина е загрозено. Работиме постојано, убавината во мојата струка е што се работи со луѓе, ние работиме на терен, значи ние работиме меѓу луѓето. Повторно да кажам, прекрасна струка имам, што можев да ја посетам, да ги посетам, па 2/3 од целата во Македонија сум ги посетила, сум разговарала со луѓе, значи не само македонци, туку и од сите други етнички заедници што живеат во Македонија, сме соработувале со нив. Тој процес не е едноставен, имате работа со луѓе, значи тоа не е недвижно или движно културно наследство каде станува збор за цврста градба или предмет, да. туку станува збор за работа со луѓе, што е многу по-интересно, но и многу треба да бидете многу внимателни кога разговарате. Но меѓувремено се најдовте како кандидат за пратеник. Така, да. Како непартиска личност, вие се најдовте на кандидатската листа за пратеник во првата изборна единица на ВМРО ДПМН. Да. Кажете ми, што беше пресудно за да се нафатите на таков предизвик? Одговорноста кон мојата држава, одговорноста кон моите деца и кон сите млади во оваа држава. Она што, знаете, кога ќе ги пораснете децата во Македонија по македонските манастири и природни убавени, и кога ќе видите како вашите деца ја засакуваат Македонија, почнуваат да ја ценат и велат дека тоа е најубавата земја на свет, но кога од друга страна гледате како и они, меѓутоа и други млади се подготвуваат да се заменат, бидејќи не ја гледаат својата перспектива за живот во Македонија, тогаш се јавува една голема тага и една голема потреба таа неправда да се исправи. Јас имам прекрасна професија, јас сум професор, вонреден професор, работам во Институтот за фолклор Марко Ципенков, UNESCO фасилитетор сум и дополнително работам на Факултетот за музичка уметност, каде предавам 2 предмети. Но кога ќе сватите колкав е влогот, значи колку е голема одговорноста на нас кои што сме направиле веќе нешто за нашата држава, сакате на некој начин да помогнете, значи да се нафатив на оваа одговорност, должност, јас тоа така го разбирам пред се, затоа што сметам дека Македонија заслужува сите ние, се што сме стекнале во нашиот живот, да го дадеме на нашата држава. Бидејќи јас сакам моето искуство и она што го знам и што го видов од светот, имав таква професија што ми овозможи многу патување. Сум ги посетила сите континенти каде што има држави во светот, сум видела многу различни методологии, многу различни културни богатства, многу различни школи, факултети, универзитети и едноставно сметам дека ние заслужуваме да го имаме тоа, бидејќи ние имаме да ја понудиме да му понудиме на светот многу повеќе. Македонија е неоткриено богатство. Македонија е пребогата држава, не само со културно наследство, туку и со многу други природни убавини кои што ние мораме да ми го прикажеме на светот. И вие верувате дека можете повеќе да предонесете кон таа област од парламентот? Да, и она што мораме да го направиме, тоа е да ја заштитиме единствената македонска приказна, бидејќи ние гледаме што се случи во последниве 3 години, значи не распродадоа. Македонската приказна е уникатна. Македонската приказна секогаш била таа која ги мамела оние да дојдат да ни ја земат. Значи, затоа ги имаме ние тие постојани превирања, особено на Балканот. Од друга страна, македонската традиција е толку богата, што ние пак сме таков народ, таков е нашиот менталитет, ние сме доста питоми луѓе, доста мили луѓе, кои што, бидејќи имаме многу, сметаме дека не е греде ако никој позајми, но ние сега дојдовме до фаза не позајмување, туку буквално крадење и уништување на нашето културно наследство. Во секоја, значи и движно и недвижно и нематеријално во секој сегмент. Дополнително нешто мене ме мотивираше како човек од образование и наука,
е страшната слика која што се случи во образование во изминативе години. Фактот дека за науката кај нас се дава помалку од 0,1% од БДП-то, што е ужасно. Значи, нашата науката е архивата. Вие без наука не можете да имате образование. Значи, мораме да вложуваме во наука. Не имаме институции прекрасни, институти од 1949 година, од 1950 година, кои сега никако се оставени на забот на времето, не се финансираат, тие се богатства, че тие имат прекрасни архиви, тие може да се користат. На 3 години бевме сведоци за тоа како Министерството за култура спонзорира песни за УЧК и со тоа, барем низ мои очи, гледаме како државата самата си го спонзорира сепаратизмот. Кажете ми, кој е вашиот коментар на ова? Јас многу коментирав во изминативе 3 години. Јас претходно кажавте, јас сум повеќе експертски кандидат, кој што не била партиски активист во животов, меѓутоа секогаш нели сум била на некој начин мојата професија е таква да ако не ја сакам Македонија, ако не ја поддржувам македонската идеологија која што во голема мера се поклупува со идеологијата на ВМРО, значи не би можела да работам својата работа. И затоа и кога се случува сите овие работи, вие ме прашавте која е мотивацијата. Мотивацијата меѓу другото беше и тоа што видов што му се случи на културното наследство во изминативе 3 години. Не се коментира тоа. Значи, ако СДСМ најавуваше во 2016 година еднакво општество за сите, ние преку програмата за Министерство за култура најмногу се види дека тоа не беше еднакво општество за сите. Нивниот граѓански концепт го ставам во наводници, не беше граѓански, туку стана етнички концепт. Па ние дојдовме во ситуација и во 2017 и во 2018 година да имаме програма за култура од национален интерес, значи што е многу важна формулација, да стане програма од етнички интерес. Во кој што повеќе од половината средствата се дадоа по етнички принцип, не по граѓански принцип. Значи не се гледани квалитетот на програмата, не е гледан квалитетот на проектот, тука е гледан кој го поднесува проектот. И тоа е многу страшно. Значи тоа не сме да се дозволи. Дополнително, антикорупцијска комисија самата на 2 пати, 2 години поред ги предупреди министрите, бидејќи се менуваа секоја година, министрите за култура, ниту еден не реагираше тоа и не се промени тој начин. Од друга страна, значи да, они финансираат песнички за УЧК, Добро, постојат ли некакви а од друга страна не се прерачници? финансираше, например, фестивалот Долнани, или не се финансираше Златно славече, или не се финансираше Джез фестивалот. Они продаваат концепт, ние ќе финансираме независната сцена, што е парадокс самото по себе, бидејќи значи во моментот кога никој ќе почне да финансира независна сцена, таа веќе престанува да биде независна. Кажете ми, постои ли правилник за тоа што може да се финансира од Министерството за култура, а што не? И каде во овој правилник пишува дека може да се спонзорираат песни на УЧК? Значи, затоа постојат комисии. И комисиите проценуваат, и комисиите треба да бидат експертски. Но што се случи? Верувајте дека после првата година, 2017 кога излезе програмата, поточно 2018 излезе програмата за финансирање на проекти од областа на културата, поголемиот дел од тогашните членови и председатели на комисија веќе следната година се повлекоа, бидејќи самите сватија дека ова не е во ред. Ние, наместо да се придружуваме кон... Сега не можете вие, значи не постои правилник што треба да се подржи, да постои правилник што мора да се подржи. Сега, што мора? Значи мора да обрнеме внимание на нашите заштитени културни добра. Ние имаме единствен национален регистар на културно наследство, за кој што се грижи Управата за заштита на културно наследство и таму си има категории и според тие категории имаме ли УЧК во тие категории? Мора да се финансираат. Ние дојдовме до ситуација во кој што се финансира проекти во кои што се тврди дека е тоа нематеријално, и јас можам од мојата област да зборам, што воопшто не се впишани на таа листа, ги нема, а добра од УНЕСКО, впишани во УНЕСКО, не беа финансирани. Ја гледате таа дискрепанца, значи тоа комплетно етнизирање на програмата, наспроти квалитетот и наспроти она што го налага не нашето Министерство за култура, не само нашата легислатива во однос на културно наследство, туку меѓународната, односно УНЕСКОвата. Мислам дека е тоа доволно да на гледачите им покаже и му каже колку несовесно и
Противно од законот работеше Министерството за култура во овие изминати 3 години. Сите оние проекти за кои што Лагјозовски одеше и ги снимаше, аквадуктот и сите други работи, сега се во полоша состојба отколку што беа во пред 3 години. Културното наследство е комплетно уништено, Скопската чаршија е вандализирана. Значи, вие не можете на сред пандемија и на сред вонредна состојба да раскопувате калдрма. А постојат ли инспектори, надлежни лица кои што се занимаваат со тие? Секако дека постојат, меѓутоа Каде се? и нив ги снема. Дополнително имаше обид по страна на Лагјозовски повторно да се намали функцијата на управата за заштита на културно наследство, односно да се намали нејзината функција во доменот на инспекцијата и на спроведување на тие законски норми. Значи, се знае точно како се третира културното наследство, особено недвижното, например, како се третира движното културно наследство, како се прават конзервации, извинете, заштита, презервирање. Сакате да ми кажете дека министерот за култура, кој што една од задачите му е да го заштити македонското културно наследство, во принцип работел против заложбите на тоа министерство? Според програмите и според третманот, да. Значи, само погледнете она зграда во чаршијата кога ќе влезете, кај што пишува сега Хуран. Тоа воопшто не е дел од архитектурата на старата Скопска чаршија, која е заштитена со посебен закон. Че старата Скопска чаршија има посебен закон за заштита, кој се однесува само на тој регион. Сметате дека постојат индици за прекршување на тој закон? Јас сметам, да, меѓутоа не можам сега да кажам дека е тоа така дефинитивно. Сепак мислам дека си има надлежни институции кои понатаму тоа ќе го гледаат кој ги давал тие дозволи, како ги давал, бидејќи точно се знаете да време на криза како се управува со културно наследство. За крај, кажете ми, кои се вашите планови за и идеи за еднината на македонската култура и културно наследство? Јас лично влегов во оваа фаза од мојот живот, да ја кажам, токму од инспирирана од она што можеме, а што до сега не е направено. Значи, од целото моје искуство од светот, од сите тие музеи и школи, факултети, универзитети, како треба да се негува културното наследство во една држава. Сите тие работи ги помогнав да се преточат меѓу другото и како дел од програмата за култура на обнова на Македонија, која што според мене како научник зборувам, представува едно научно-истражувачко дело, значи тоа не е обична програма, тоа е седнато, изанализирано и најдено соодветно решение, понудено реално. Во доменот на културата ние нудиме многу комплексна програма, но многу реална и имплементабилна. Значи, ништо од тоа што е ставено не е некаква фантазија, тука е многу реално и се однесува на заштита пред се и промоција на културниот идентитет, каде што е македонскиот јазик, секако и јазиците на сите етнички заедници кои што живеат во Македонија, ставен е акцент на издавачка дејност, потоа ставен е акцент на промоција на културниот идентитет и во сите негови форми, материјални, движни, недвижни и нематеријални. Потоа ставен е акцент на културното наследство. Значи, тука многу бевме внимателни, бидејќи сакаме, знаете, во светот, културното наследство не се само обични камења или артефакти или обични песни или обичаи, туку тоа е жива материја и ние се насочивме кон она што светот го налага, тоа е интегрирана заштита во која се вметнува содржина, културна содржина. Значи, ние културните споменици нема да ги третираме само како дел од прекрасното културно наследство на Македонија, туку ќе ги третираме како културни простори во кои што ќе може да се интегрираат деца, едукативна содржина, млади, значи ќе оставиме простор за невладините организации, ќе оставиме простор за проекти од областта на културата и екологијата во соработка со екологијата, значи одржливи проекти. Сето тоа е исто така дел од една многу важна индустрија, ке речете култура и индустрија, да, но културните креативни индустрии се оние кои што го движат светот и ние само на тој начин ќе можеме да ги промовираме македонските брендови, ние мораме да се избрендираме. Значи, мораме да светот да му покажеме што е Македонија, дека ние сме genuinely Macedonian, значи не сме... Дека сме оригинални, не сме копија на другите народи. Апсолутно сме оригинални.
ќе се обрне големо внимание на уметниците, на културните работници, значи не само на уметниците, не само на уметниците од типот на музичари, актери, сликари, поети, тука и на културните работници, на кустоси, музеалци, значи оние кои што ја движат културата, кои што се невидливи, но се тука постојано присутни, без нив не може да се реализира. Секако ќе обрнеме внимание и на инфраструктурата, бидејќи сме во ситуација кога еден драмски веќе 10 години не се поправа. Или го знаеме театар комедија, или да не избориме за археолошките локалитети кои што почнаа да се прават и за време на СДСМ си е тоа застанато. Сите тие работи се ставени во програмата, со тоа што се внимаваше многу, сите тоа да биде, повторно ќе кажам, реално и имплементабилно. И не многу скапо. Секако не многу скапо. Ние имаме прекрасни културни објекти, имаме прекрасни културни простори кои сега треба да се оживеат. Велика, ви благодарам за одвоеното време за ова интервју. Ви благодарам на вас и се надевам дека ќе успееме. И се надевам дека, не се надевам, сигурна сум дека сите од избрани кандидати, особено на пратеници, овој пат навистина се експерти, луѓе реализирани во својата струка, луѓе кои што вистински ја сакаат Македонија и вистински сакаат да ја дадат на Македонија. Јас сакам да ја дадам на мојата земја, за моите деца и за сите деца, особено за вас младите. Се надевам дека ќе успеете во вашата заложба. А за повеќе вакви интервјуа, на гледачите им порачувам да се претплатат на нашиот YouTube канал со цел да го поддржат ваквиот младински медиумски проект. И секако, читајте Сигнал МК.